еден така интересен текст со многу сериозни предупредувања, кој така наликува на една проповед која е кажена пред скоро 300 години, или повеќе од 300 години. Кажена е во црквата на Джонатан Едвардс. Многумина велат дека тоа е едно од најконтроверзните проповеди кои во Америка, па и подалеку се проповедани. Насловот е Грешниците во раците на гневниот Бог, така се вика таа проповед. И во неа Джонатан Едвардс на така со живи слики, страшни слики, ја опишува судбината на грешните, нивната опасност која демне пред нив за пеколот. Дава слика, кој, например, најпозната слика е како за пајак кој виси на конец пајажина, кој се обтегнува повеќе и повеќе и виси пајакот над оган. Или пак човек кој оди над бездна, длабока бездна, и тоа по кебе кој е изгниено, искинато и секој момент може да падне, а меѓу оганот или бездната и човекот или пајакот нема ништо, само воздух, ништо што би го заштитил. Така вели и грешникот, виси како на конецот пајажина и гревот го прави се потежок и потежок и од олово. Во секој момент може да се струпули, единствено благодата на Бог го држи. И така таа проповед, многумина сметаат дека ја прави капсула, иницијална капсула, која го почнува големото пробудување и во Америка, и во Англија, големата евангелска обнова. Интересно е тоа што додека е проповедал проповедта, со сите тие страшни слики, постојано луѓе извикувале и сега како да се спасиме. И она што е интересно е што голем дел од тие луѓе што потоа сведочат дека таа била проповедта која ги довела до покаяние, толку време биле во црква, во истата таа црква. И покрај тие страшни слики кои предупредуваат од неговата проповед, и самиот контекст е исто така страшен и предупредувачки, бидејќи луѓе биле таму во црква долги години и не биле спасени. Тоа е моментот кој тие били поттикнати и доведени до спасение. И ни открива вистината дека тоа што човек бил во црква, тие били и крстени, биле дел од црквата, самиот факт што се дел од општеството и исповедале вера и така натаму, не било гаранцијата дека тие навистина се спасени луѓе. И овдека имаме еден сличен случај со човек кој пишува дека поверувал, пишува дека се крстил, дури пишува дека го следел Филип цело време и на крајот доаѓаат апостолите и велат да загинеш во пеколот, бидејќи твоето срце не е право пред Господ. Светиот Дух, ти не можеш да бидеш дел од тоа нешто. Не може Светиот Дух да биде во тебе, зашто срцето не ти е право пред Господ. А и среброто твое да загине заедно со тебе. Како иде? Тоа е така во глобално што ќе го разгледуваме, но многу нешто има. Го разделивме главата на два дела. Почнува првите стихови, почетокот, Јован, тоа е Лука, не запознава со почетокот на ширењето на Евангелието во Самарија. Христос, пред да се вознесе, им каже им даде заповед на учениците да бидат негови сведоци од Ерусалим, Јудеја, Самарија и до крајот на светот. И овдека гледаме како се исполнува таа негова заповед. До тој момент, до овдека, го гледавме Евангелието како се проповеда од апостолите во Ерусалим, и не само во Ерусалим, туку и во Јудеја, бидејќи во Ерусалим доаѓаат луѓе од други градови во Јудеја. И тие кои ќе дојдат во Ерусалим и го слушат Евангелието, проповедта на апостолите, се враќаат дома и така ја носат. А овдека веќе гледаме како таа се шири и надвор од Јудеја во Самарија, и причината која води до распраснување на Евангелието не е планирана од апостолите, не е планирана од христијаните. Причината е смртта на Стефан и едно гонење. Им беше убаво на христијаните
да се живеат во Ерусалим, заеднички таму се име храната, имотите, си одат во храмот заедно, меѓутоа Божјата воља беше тие да се распрснат и да го шират Евангелието. И се случува едно, како што пишува овдека Лука, во првиот стих започна голем прогон, многу голем прогон на црквата со смртта на Стефан. Равинот Гамалиел им беше кажал на учениците, на фарисеите, на овие членовите на Синедрионот, да чекаат. Тие сакаа веднаш да ги убиат апостолите. Им рече Гамалиел, чекајте, ако е од човек, тоа дело ќе пропадне. Ако е од Бог, што и да правите? Не можете да го уништите делото. И фарисеите чекаа, ама го загубија трпението, црквата никако да пропадне, напротив, се шири уште повеќе и решија да ја земат работата во своји раце и они да ја уништат црквата. И тука, како главна, како водач на сето тоа, уште на самиот почеток, се спомнува Савле. Савле е звездата што изгрева од училиштето на Гамалиел. Интересно е, Гамалиел го даде тој совет да не ги чепкат христијаните и најдобриот веројатно ученик во тоа училиште, така барем Павле се представува, самиот Павле, е тој што го води гонењето. Не го слуша советот на својот учител. Тој го води, пишува во првиот стих, го одобруваше убиството на Стефан, а пак во вториот стих, тоест во третиот, вели дека ја пустошеше црквата, одеше по куќите, ги апсеше мажи, жени, христијани и ги ставаше во затвор. Малку подоцна, во истото книга, во 26 глава Павле, кога исправен на суд во Ерусалим, ги каже дека ги убивал христијаните. Не дека само ги носил во затвор. Да, тој ги носил во затвор и таму ги убивал. А пак во Галатјаните, првата глава пише дека сето тоа го правил со намерата да ја уништи црквата. Тоа била неговата цел, да ја уништи црквата. Но кој е резултатот од гонењето? Овде како гледаме тој резултат, пишува во првиот стих, сите, освен апостолите, се распрснаа низ Јудеја и Самарија. И таму каде што одеа, го проповедаа Евангелието. Што се случи во всушност? Црквата почнува да се шири. Нови цркви се создаваат. Она што Сатанат сакаше да го направи со гонењето во Ерусалим, всушност се претвори во триумф, уште повеќе се разгорува делото на Бог. Уште повеќе се шири. И се потврдува прогнозата на Гамалиел, дека ако нешто е од Бог, човек не може да го уништи. Делото расте уште повеќе. И се потврдува всушност она што го кажува Исаја, вели, кога Господ решил Савот нешто да направи, никој не може да го измени тоа. Кога Господ ќе ја протегне раката, никој не може да му ја врати назад. Не знам колку христијаните го разбирале тоа во моментот, зашто пишува за голема жал, голем се ова што пишува овдека, дека го погреба побожни луѓе Стефан, преде голема посмртна жалост, тоа е оплакување. Имало големо оплакување, големо тагување. Може да се прашувале христијаните и големо гонење почна. Што ќе се случи со црквата? Еве, тоа може би ќе е крај веќе. Како ќе ја надоместиме загубата на еден таков човек како Стефан? Може би доаѓа крај. Но Господ што направи, не само што ја спаси црквата во Ерусалим и ја расшири. Ја уште повеќе ја намножи црквата. Зашто Божиот план никој не може да го уништи. Така било низ вековите, така е до ден денешен. И во големите гонења што се случувале во првите векови во Римска империја. Па имаме и современи случаеви. Пред 70 на години имаше
масовно страшно убиство на 5 мисионери. 5 млади луѓе решиле да одат и да ги евангелизираат за останатите племења во прашумите во Еквадор. Отишле таму и ги убиле тие индијанци, домородци. И светот бил шокиран од таа вест. Целиот свет разбрал за тоа. И коментарите биле, ете, напразно се отидоа 5 млади животи. Оставија деца мали, оставија жени дома, сами. Меѓутоа, една книга има напишана од еден од тие мисионери, Џон Елиот, Елизабета Елиот, пишува книга, која подоцна и таа оди да мисионира таму, во истите, меѓу истите племиња, каде што ги убиваат тие млади мисионери. Таа пишува за тоа каков мисионерски бран предизвикува смртта на тие 5 млади мажи. Почнуваат масовно и тоа предизвикува едно ново мисионерско движење во последните 70 години. И тоа токму во тие делови на светот. И истите тие племиња, истите тие домородци, поради тоа дело на мисионирање, во кое е вклучена и таа Елизабет Елиот, стануваат христијани. Тоа е, кога Бог работи, никој тоа дело не може да го уништи. И овдека ќе гледаме како. Почнува 8 глава, така, застрашувачки. Започна, губија Стефан, започна прогонство во Ерусалим, се раселија христијаните од Ерусалим. Има еден страшен човек кој ги гони, ги убива христијаните, како да нема перспектива многу за црквата. Меѓутоа гледаме таа уште повеќе расте. Нови цркви се создаваат. И на местото на Стефан, Бог си подготвува достојна замена и сега главниот лик е Филип, еден од 7 ѓакони. Човек кој бил исполнет сигурно со сила и со вера и со смелост. Голема смелост било потребно човек од евреин, од Јудеја да отиде да служи во Самарија. Знаејќи го тој и духовен, и културен, и етнички контекст во тоа време. Знаејќи каква омраза имало меѓу евреите и самарјаните. Не се трпеле. Кога Христос отишол во Самарија, во Јован 3 глава, и почнал да збори со самарјанката, и таа му вели, ти што збориш со мене? Евреи и самарјани не треба воопшто се мешаат. Воопшто не треба да имат никакви контакти. Нетрпеливост. Од кај доаѓа таа нетрпеливост? 720 година пред Христос, Северното царство Израел бива окупирано од асиријците. И асиријската политика била да ги меша народите. Кога го окупирале Израел, северниот дел на еврејското царство, дел од евреите раселиле меѓу околните народи, а пак од околните народи донеле во Израел, во Самарија. И почнало едно мешање, етничко мешање. Подоцна, тие евреи што биле раселени, се помешале таму, каде што биле раселени, се вратиле како мелези. Евреи мелезени со други народи. И тука во Самарија почнале да создаваат нова и етничка, но и духовна култура. Се повикале на Мојсеј, на Стариот Завет, рекле, ние сме си евреи и дури ние сме вистинските евреи. Тие таму во Јудеја, тие изопачиле Библијата, Стариот Завет. Се нарекле самарјани, што значи чувари на Тората, чувари на законот. Ги признавале 5 книги Мојсееви, а сето друго веле дека е изопачено од тие лажните евреи во Јудеја. Ние сме вистинските евреи. И кажале, Ерусалим не е местото што Бог го избра да живее, туку една планина, Герезим, која се наоѓа во Самарија. Таму живее Бог и они се поклонувале таму во Герезим. И тоа создава една духовна конкуренција, ривалство. Кои се вистинските поклоници на Јахве? Самарјаните вели, ние сме,
евреите, јудејците во Јудеја, не, ние сме. И така, а пак едните гледале со презир на другите, посебно јудејците на самарјаните, што кажувале, вие не сте вистински евреи, вие сте испомешани. И така, голема нетрпеливост. Кои се вистинските? Не им признавале народ, нација, јазик, вера, култура и така натаму. И тоа е контекстот во кој живеат самарјаните и евреите. Едни со други се исклучуваат која држи вистинската историја, светата историја. И може се представите какви биле односите ако ние денес за секуларна историја создаваме омрза, кога веќе станува збор за духовна историја, кај што Бог е вклучен, можете, нели, да разберете колку биле напрегнати тие односи. И таму, кај тие самарјани, оди Филип и почнува да им проповеда. И тоа за Христос. Христос веќе таму имало сведоци за Христос, самарјани. Самарјанката таа отишла, кажала за Христос, што Христос каже, меѓутоа Христос умре. И сега, оваа проповед не е истата проповед, бидејќи оваа е проповед за убиениот, воскреснатиот, спасител, оној кој умре на крстот и така донесе спасение. Ова е апостолската проповед сега. Проповедта за благодатта, евангелието за спасение преку Христос. И оно што го прави Филип е проповеда за Христос. А народот слуша, нели? Чуда се случуваат, ќе кажеме нешто за чудата, духови излегуваат нечисти, луѓе болни се исцелуваат и голема радост настана во тој град. И се ова е служењето на Филип. И во еден контраст со служењето на Филип се е вклучен, Лука го вклучува Симон. Симон, познат во историјата како Симон Магот или Магосникот. И уште пак ќе се пак малку учите македонски, говорите македонски, не е магиосник. Туку е магосник, литературно. Зашто зборот е маг и магиите се пишува со г. И треба, да, тоа е правилно. Од маг. Во оригиналниот текст овдека зборот е Симон, како беше се ќе кажа, магео, како глаголска форма. Симон кој правеше магии. Од магос, оно е магот. Не? И во историјата поде како Симон Магот или Магосникот. Кои се тие луѓе? Истиот збор е употребен за оние мудреци кои дојдоа во Витлеем да се поклонат на царот кој се роди, на богомладенецот. Маговите во древноста се мудреците, оние што разбираат, имаат вештини, знаат и од хемија, прашкови прават некакви, знаат трикови, гледаат во звездите, ги толкуваат со ништата, тие се луѓе што имаат способности, што ги немаат другите луѓе, и во сето тоа, нели велат дека се вклучени боговите. Има и божествена сила. И тој Симон е многу популарен, пишува овдека, сите и млади и стари му се восхитуваат, правил големи работи, а тој самиот па себе си се нарекува голем, велејќи за себе дека е голем човек. И се тука може да направите еден контраст меѓу службата на Филип и службата на Симон Магот. Филип го проповедаше Христос и правеше чуда, интересно, чудата што ги правеше, луѓето ги гледаа и ги слушаа. Нели чудото треба да се види? Не, чудата и ги слушаше народот. Тоест чудата на Филип беа чуди кои требаше да се слушнат. И сите чуда и Христос што ги правеше се чуда кои говорат, кои носат порака. А магот пак Симон велеше дека е голем човек и тука е зборот мегалос, тоест го викале Симон Велики. Симон Великиот. Тоа била титулата што тој е носил, а сите веле дека е во него силата Божја повторно наречена голема. Тоа е тој и сите го слушале внимателно, бидејќи ги восхитувал луѓето со своите магии. И од тука се натаму пак не префрла Лука пак на Филип. Гледате како во сендвич е ставено во контраст Филип што прави
и овој магот како прави, што прави. Но кога му поверуваа на Филип, зошто му поверуваа на Филип? Бидејќи го проповедаше Евангелието за Царството Божие и за името на Исус Христос. Службата на Филип е служба на благовестување, на проповед на Евангелието, на добрата вест. И народот поверува, зашто тој говореше за Христос, го проповедаше Евангелието. Додека Симон го привлекуваше вниманието кон себе и велеше, колку сум голем јас и што јас можам да правам, Филип го проповедаше Христос и говореше Христос што направил и спасението што доаѓа од Христос. И тоа е причината за верата на тие луѓе, зошто тие поверуваа. Ако во случајот на Симон, тие одеа по него и му се восхитува заради чудата што ги правеше и магиите, тргнаа по Филип, поверуваа заради Евангелието. Бидејќи Филип говореше за Христос. А таа негова порака беше потврдена со чуда. И сега ова е втор пат во Дела на апостолите да имаме случај на чуда не од делата и проповедта на апостолите, туку некој друг. Во 6 глава пишува дека Стефан во синагогата на еленизираните евреи правеше чуда и таму го обясни в контекстот. Гледаме како Евангелието оди кон тие јудеи кои се евреи кои се еленизирани. Таму каде што не одеа апостолите. Апостолите беа во храмот и во синагогата на јудејските евреи. А овдека пак во Јерусалим има и синагога на еленизирани евреи, кои се така многу не се мешат. И таму Стефан го проповеда Евангелието. И таму пред тие еленизирани евреи се потврдуваат чудата. И сега Евангелието излегува надвор од јудејска средина, во некоја полујудејска средина, кај тие самарјани. Филип, кој е еленизиран евреин, не е од јудејските евреи, не е од апостолите, е пратен таму и таму го проповеда Евангелието како еленизиран јудеј, не баш од тие јудеите, кај пак јудеи кои се напола јудеи. Го проповеда Евангелието и тоа е потврдено со чуда. И интересно е дека многу зли духови излегуваа. Повторно пак Лука ни кажува, дејството на Симон доведува до една, така да кажеме, средина во која има многу нечиста сила, многу темнина. И сега доаѓа Евангелието преку Филип и тие се разбрк, така се вознемирува, се електризира духовната, да кажеме, атмосфера и многу духови излегуваат со силен глас. И што кажувале тие духови, не знаеме, меѓутоа луѓето слушаа. И во тие чуда што ги правеше Стефан, всушност се потврдуваше апостолската проповед, проповедта на апостолите. И затоа, тој е тој контекст во кој се случуваат, специфичен контекст во кој се случуваат чудата. Како и во случајот со Стефан. Но основното овде е дека Евангелието, тие поверуваа на Евангелието, а чудата беа само доказ. И покажува дека она кој што води до спасение е Евангелието. Верата доаѓа, вели Павле, од Словото, од слушањето, а слушањето е Словото. И во Римјаните, пак во 1 глава, исто послание, кажува, не се срамуваме од Евангелието, зашто тоа е силата Божја за спасение. Тоа го верува апостолите и сите случаеви на спасение беа резултат на проповед на Евангелието. За жал, денеска христијаните и евангелските христијани, како да не веруваат во тоа. Не дека не веруваат дека Евангелието, Библијата е Божјото Слово. Веруваат и го штитат таа вистина. Меѓутоа, како да не веруваат дека тоа е доволно за спасение. Дека проповедта на Евангелието е животворна и носи спасение. Тоест, како да треба и нешто друго се. Треба и ние да додадеме психологија, или театар, перформанс, или проект, или и човечко некој учење, човечка филозофија. Па тоа слово да стане попривлечно
за луѓето и тогаш да бидат убедени. Тоа е проблемот. И тоа е проблем на недоверба во Евангелието, во силата на Евангелието, прави луѓето и да не го проповедаат христијаните доволно Евангелието. Да стават акцент на други работи. Јас сега ги цитирам нешто што напиша Джеймс Бойс во книгата Силата на религијата, вели: воопшто не се колевам да кажам дека слабоста на денешната црква, со сета нејзина бројчина и финансиска сила, може да се најде токму во неуспехот да се довери и следствено на тоа пропусот да ја проповеда и поучува Библијата. Се помалку и помалку се посветува дел од службата на изучување на Библијата и проповед на Библијата. А се повеќе и повеќе се отстава место на споредни активности кои треба да ја направат службата интересна и привлечна, како да не се верува дека таа има сила. А овдека гледам и во службата на апостолите, проповедта, Евангелието е таа што спасува, доведува до вера. И затоа јас сум решил да го проповедам Словото стих по стих, тоа да биде основното, клучното, централното, да исцрпува содржината на проповедта. И се интересно, ова го привлекува вниманието и на Симон магот. Тој виде Божја сила, ја препозна силата на Бог. И мудреците во Египет, кога се соочија со Мојсей, му кажаа на фараонот: овде е вклучен Божјиот прст, ова е Божја сила. Го предупреди, препознаа дека тоа е Божја сила. И поверува, пишува дека поверува, се крсти и го придружуваше цело време Филип. Меѓутоа, има еден додаток, не случаен, Лука, што го вметнува овдека на крајот. Дека тој поверува, се крсти, го придружуваше и сега тоа гледајќи е партиципна форма која говори за зошто сето тоа се случува. Зошто поверувал, зошто се крстил, зошто го придружува Филип. Зашто ги гледаше големите дела и чудеса, големите дела и чудеса што се врше и се восхитуваше. Тоа ја покажува содржината на неговата духовност. Таа се темели на чудата. Самиот тој правеше магии, заради тоа луѓето го следа и тој виде некои кои се уште поуспешни во тој поглед. И тој тргнува сега по нив. Тоа е. Тој додаток овдека и понатаму ќе се види јасно што тој сака уствари. Која е неговата фасцинација. Што го привлекува. Да. Зашто после Петар ќе каже: не, твоето срце не е право пред Бог. Не е право. Имаш надворешни перформанси, како христијански, но твоето срце не е право пред Бог. И сега доаѓаат овдека апостоли, имаме апостолска визита. Слушнале во Ерусалим апостолите, значи тие се главните на црквата, тие се јудејски евреи, прави евреи. Слушнале дека во Самарија има пробудување, многу луѓе поверуваат, црква се основуваат таму, цркви. И треба да отидат да се уверат што е тоа, тие се авторитетот. Тие се они од кои доаѓа Словото, тие го имат апостолското учење. И доаѓаат овдека и забележуваат нешто, дека Светиот Дух го нема таму. Полагат раце и се симнува Светиот Дух. Се ова интересна ситуација, контраверзна ситуација, нели? За тие луѓе, тие поверувале, се крстиле, а го немат Светиот Дух. До тој момент пишува дека не беше слегол на тој еден од нив. И сега, ова е причина да се појават различни конфликтни учења, неспротивставени учења во црквата. Некои, например, од ова ја земат основата за учењето за вториот благослов. Тоа е свелат дека човек треба да може да поверува, да се крсти и потоа да се моли Светиот Дух да дојде и тогаш да се случи некаква вистинско духовно искуство. Например, некој го нарекуваат крштевање во Светиот Дух, некој го нарекуваат исполнување и така натаму. Правилото во екзегезата е дека кога ние имаме некое правило изградено во Библијата, некакво правило,
неква закономерност. А таа закономерност во случај дека во сите останати случаеви луѓето ќе поверуваат, ќе се покаат, ќе поверуваат и доаѓа Светиот Дух. Тоа е во сите случаеви. Ова е исклучок, единствен случај каде што го гледаме ова. Во 19 глава има и со Петар во Ефес со едни ученици на Јован, но таму е сосема друг случајот. Ти дури не ни слушнале за Христос, воскресението и така натаму. Ова е луѓе кои поверувале во проповата за Христос. И единствен случај. И екзегезата вели, не можеме ние кога имаме некакво јасно правило во Библијата дадено, од исклучокот ние да изградиме учени. Треба да го објасниме исклучокот. И кој е објаснението овдека? Многу јасен контекстот, реков и за духовниот, и за културниот, етничкиот и така натаму. Прво, словото дојде кај јудеите. Сите до тој момент кои веруваат се јудеи. Сите. Сите кои поверувале до тој момент се луѓе кои го исполнувале законот, биле обрезани, ги вршиле сите Мојсееви ритуали, му се поклонувале на Јахве и сега поверувале во проповедата за Христос. Меѓутоа, словото доаѓа кај самарјани кои не го прифаќаат целиот Стар Завет. Само Тората. Тие не се наполно евреи. И тие луѓе почнуваат да веруваат во Христос. Неопходен е авторитетот на апостолите, тој ерусалимски авторитет, да дојде и да потврди и за пораката, и за спасението на тие луѓе. И ние ќе имаме уште еден таков случај, само уште еден случај. А тоа е кога за прв пат ќе се основа нееврејска црква. Ова е полуеврејска црква. И доаѓаат апостолите да проверат. И во 13 глава ќе се основа за прв пат нееврејска црква. Црква на пагани, јазичници. И таму пишува во 13 глава дека за прв пат во Ерусалим, во Антиохија почнаа да проповедаат на неевреи. До тој момент само евреи, само на евреи ме проповедано. Сите цркви се само еврејски. И кога во Ерусалим ќе почнат Варнава и други да градат нееврејска црква, пак ќе треба да дојде Петар од Ерусалим, да види што се случува. Бидејќи тоа е авторитетот на учењето. Петар, апостолите, тоа е апостолското учење. Доаѓа во Антиохија да провери и да каже да, навистина, ова е Божјо дело. Че овдека доаѓа авторитети, Петар и Јован доаѓаат во Самарија. Проверуваат и велат, го нема Светиот Дух. Како разбрале, не знам. Меѓутоа разбрале. И пред нивни очи се симнува Духот. И тие можат да видат и потоа да потврдат во Ерусалим дека и самарјаните, како и евреите, го добија спасението на Христос, Светиот Дух дојде на нив под истите услови, како и кај евреите. Иако не се наполно евреи, иако наполно Стариот Завет не го почитувале, само со тоа што поверуваа во Христос, беа спасени. И Духот се симна и го потврди тоа во нивниот случај. Тоа се случи пред очите на апостолите. Исто така пак, самите самарјани, кои биле во такви односи, како што кажу со евреите, требаш да го прифатат тој еврејски авторитет на апостолите. Апостолите кои беа чисти евреи од Ерусалим. И тие кога видат дека преку еден евреин од Ерусалим се симнува преку таа молитва и ракополагање, тие го прифатија тој авторитет кој лесно не се прифаќа. Авторитет на јудеец од Ерусалим. Знаете ли што се покажа овдека? Нешто тоа што Павле го пишува пак за паганите, за елините, за јазичниците. Дека нема етничка поделба во Христовото тело. Ако беше овдека Павле во Самарија, тој ќе кажеше нема самарјанин, нема евреин. Како што, например, кажува за елините. Нема елин, нема евреин. Сите се едно во Христос. За прв пат овдека тоа се случува меѓу полуеври и еври. Едно единство во Христовата црква.
И од тука требаше да се види јасно, пред присуството на апостолите, како се симнува духот. Потврда, да. Нема евреин, нема самарјанин. Зборот самарјанин, меѓу другото, сами се го дале самарјаните, тој збор значи чувар на Тората, чувар на законот. Они се сметали дека они се вистинските чувари на Мојсеевото учење. И кога се случува тоа, доаѓаат апостолите, гледа Симон магосникот, како се симнува Светиот Дух, и оди кај импресиониран, оди кај Петар и му вели: прави пазарлак, да ти дадам пари, дај ми таа власт и јас да го правам. На кого ќе ставам раце да се симна Светиот Дух, да го доби тој дар. И тука се гледа, тој гледа на Петар и на Јован како на некои магови. Овој се магови, ама овој се по-способни, по-вешти. Да ми ја дадат способноста, па јас да си го надградам. Моето учење, моето служење. Че гледа дека интересот ова дека на Симоне тоа што го правил досега, сега уште по-успешно и уште повеќе следбеници, така да се привлече покрај него. И од тука таа пракса Симонија која влева во црквата, во црковната историја има таков термин, има неколку термин: симонија, абстенцијанизам, порнократија и така натаму, кои се развиле во средновековната црква, а симонијата по-конкретно пак е праксата на продажба на религиозни постови. И колку религиозниот пост е повисок, епископски, кардиналски или пак папски, толку е поскапа, толку повисока цената. Сите постови во средниот век се продавале за пари. Особено па папските. Богати семејства, или во Милано, или во Рим, или во Венеција, Фиренца, ќе си најдат протеже, свештеник, кој го спонзорираат да го купат за него папскиот пост, ама после тој ги враќа услугите на тоа семејство. Имал случаеви така, еден човек нашле едно семејство, богато од Фиренца, си нашле така еден свештеник, му обезбедили папско место и тој станал папа, меѓутоа човекот бил честен, не сакал да врши криминал за тоа богато семејство и тие го отруле една вечер, го викнале на гости, го отруле, потоа си ставиле свој човек, пак, и кога веќе бил погребан, го ископале, го ставиле на суд да го судат, му го отсекле прстот, со кој ги со прстенот и ставил печати, потоа го влечеле низ, трупот му го влечеле низ Рим и на крајот го фрлиле во Тибар. Сега кажем колку таа Симонија бил развиена во средниот. Тоа е таа Симонија од Симон магот. Оди кај Петар и Јован и вели: да го купам, да ја купам, ќе ви дадам пари колку барате. Очигледно е неговата намера, зошто тоа е таму. Тој се восхитуваш на чудата, само чудата се опрашане. И тие способности да ги доби и тој. И оди кај луѓе како што се Петар и Јован. Петар, кога беа пред храмот и таму имаше еден просјак, куц, му каже: ние немаме пари и сребро. Ние немале пари и сребро. И без пари го излекуваа повторно. Не му кажа, кога рекол: немаме пари и сребро, ама ти имаш тука што просиш, дај ни па ќе ти излекуваме. Или такви луѓе сега, кај такви луѓе оди Симон им вели: ќе дајаме пари. И не знам зашто Петар не му рекол: Светиот Дух не е стока, па да се купува и продава. Тука му рекол: не, за такви како тебе нема место, Светиот Дух. Место за Светиот Дух. Твоето срце не е право пред Господ. Дури пострашно му кажа: среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто помисли дека тој дар Божи може да се стекне со пари. Демек Светиот Дух може човек да се го контролира како сака. Ако имам пари, ќе дадам другиот и ќе му кажам: тоа е Светиот Дух, сега ти ќе ми се покориш, ќе одиш таму или онаму. Човекот е дека се покорува на Бог. Човекот е создаден да му служи на Бог. За жал, современото христијанство, голем дел од современото христијанство, гледа така и на Светиот Дух, и на Бог. Како на стока која може да се ја контролира. Како на моја собственост. Дојде Светиот Дух и сега јас ќе го контролирам. Да прави ова, она за мене, да ми служи.
Не. Библијата ни говори за Бог, за Светиот Дух, како Бог, кој е нашиот Господар. Тој не контролира. И ние нему му служиме. И не можеме да го претвориме во некакво стапче с кој ќе си правиме кај сакаме. Ај сега направи ова душе, ај сега направи она. Ај сега покажа таму силата, ај сега дај ми она. Ај сега да направам чудо, ај сега овој да го излекувам. Нема такво нешто. Тоа е понижување на личноста на Светиот Дух. И затоа Петар така реагираше радикално. Ова фраза сребото твое нека загине. Истиот збор загине е во Јован 3:16. Бог го даде својот роден син, за секој што верува во него, да не загине, но да има вечен живот. Истиот збор е овде, во оригиналниот текст. Значи дека загинувањето е обратното на спасението. Да има вечен живот, да загине, да нема вечен живот, да оди во пеколот. Петар вели, оди во пеколот. Оди во пеколот ти и твоето богатство. Како што и Павле рече, нека биде анатема секој кој проповеда друго евангелие. И тоа многу анатема значи проклет. Да отиде во пеколот. Да, многу радикални изјави, но во случајот со Павле имаше луѓе кои го изопачи евангелието, овдека пак имаме случај со човек кој хули против Бог, го омаловажува Бог. Дава една представа за Бог како некој со кого ти можеш да се играш, да си го ставиш под джепчето и со него потоа да си градиш слава, да си правиш театар. Тоа била идејата на Симон за Светиот Дух. И затоа, нели му кажа. И не завршил со тоа, ти немаш дел, ниту право на таа работа. Не можеш ти да имаш дел од таа работа. Зошто не можеш да имаш дел? Бидејќи срцето твое не е право пред Бог. А тие збориш на правото не е во ред пред Бог, грешно е пред Бог. Не е чисто, полно е со грев. Продолжа, вели, исполнат со горчлива жолчка и во окови на беззаконие. Во твоето срце има грев. Полно е со грев. Не е изчистено твоето срце. Зошто? Зашто не си се покаял? Зашто не си го осознал својот грев? Зашто ти не разбереш суштината на благодата, дека треба да го осознаеш гревот и да побереш прошка и спасение. Ништо тоа го нема во твојата вера. Ништо од сето тоа. И му кажа што треба да направи. Да се покае и да се моли на Бог. Да му прости. И каков е одговорот на Симон? Не прави ништо од тоа што му кажуваат апостолите, туку вие вели, помолете се за мене, да не ми се случи ништо до оно што го рековте. Кој неговата грижа? Тој повторно верува на тие дека се мокни, да прават нешто со Бог и да го ослободат од што? Од последиците. Тој не е загрижен за своето срце, не е загрижен за гревот во него, не е загрижен за тоа што го омаловажи Бог. Тој е загрижен за последиците, што ќе му се случат и вели, помолете му се вие, бидејќи вие го контролирате Бог, да не ми се случи ништо до она што го рековте. И вака завршува текстот. Како апостолите да кренеле раце од него. Не нека се кажа што направи апостолите. Никаква реакција. Така завршува ова сцена. Се затвара завесата. Потоа пише дека апостолите проповедаа назад, нели, кога се враќа на другите луѓе. И тоа е големата опасност, големата загриженост во конкретниот случај. За Симон Магот има предање после, а раните црковни отци велат дека тој станал гностик, еден од првите, може и првиот гностик, кој го помешал христијанството со паганизам, отишол во Рим, станал таму голем учител христијански гностик, многу му се восхитувале, поклонувале, мешал христијанство и окултизам, и таму и умрел, и таму е погребан. Како и да е, ова ни кажува колку човек може да се доближи до вистината и пак да не биде дел од неа, да не поверува во неа. Го слушаше Евангелието, ги гледаше, значи се крсти, беше дел од сето тоа. На крајот се покажа дека под таа површина има срце кое е полно со грев, со беззаконие, не е право пред Господ.
човек треба прво да ја осознае својата грешност, која е во односите со Бог. Тоест, собствениот бунт против Бог, она што го правеше и Симон. Неправилниот однос кон Бог. Симон за сето тоа ништо во тој однос не реагираше. Тоа што нема, со Бог не му се како што треба работите. Тоа што го омаловажи Бог. Тоа што е грешен пред Бог. Не го интересираше само силата, славата и последиците што ќе ги сноси поради осудата од апостолите. Но она што е суштественото, а тоа е гревот пред Бог. За нашата состојба на бунтовност пред Бог, тоа го немаш. И тоа е суштината на покајанието. Покајанието е токму тоа. Човек да се го осознае тоа и да го промени животот од бунтовност кон покорност, послушност на Бог. Да побара прошка за тоа. И така да искуси благодатта, која носи спасение и вечен живот. Ако го нема тоа, ниту крштевање, ниту присуство на црква, ништо не носи друго спасение. Симоне потврдува за тоа. Човек треба да се види како грешник, чисто срце не е право пред Бог. И да побара прошка од Бог, да се покае, да го исповеда тоа и да побара милости од Бог. Спасение. Ако навистина така сме направиле, тогаш можеме да бидеме безгрижни. Нели? Тогаш можеме да бидеме сигурност. Симон беше привлечен од чудата. Може човек да биде привлечен од нешто друго, да присуствува, да биде дел од сето тоа, а пак да го нема тоа. Не знам во нашата црква кој друг би бил мотивот. Не даваме злато и сребро, не даваме некои чудни сили. Не знам. Но секој треба, нели, пред Господ да се види зошто, како дошол до каде дошол, кој е неговиот однос со Бог. И ако имало исповед, покаяние, ако благодата е искусена, тоа може да е спокојно. Зошто? Зашто Светиот Дух кој ќе дојде, ќе не запечати и никоја сила не може да го одземе од нас. Тој ќе биде со нас, тој ќе не води и ќе не доведе до крај во Божото присуство. И тоа е мојата молба, сите ние, вклучително и јас, да бидеме таквите верници, кои го искусиле благодатта и спасението и сега живеат во општина со Бог, не за да манипулират со Бог, туку да му служат искрено, да ја вршат неговата воля. Не за наша слава, туку за негова слава.